Председателот на СДСМ Венко Филипче пред Централниот одбор на партијата ја представил новата предлог програма изработена од партиските стручни комисии. Централниот одбор исто така се прошири со нови членови, а партијата избра нов организацијски секретар, секретар за меѓународна соработка и председател на градската организација. На доработка на предлог програмата во наредниот период треба да работи целата партија, а процесот треба да заврши со усвојување на програмата на конгресот кој треба да се одржи на 7 јуни. Ден предходно ќе се одржи меѓународен состанок Скопска иницијатива со регионалните сестрински партии со кои треба да биде потпишана заедничка платформа, најави Филипче во гостувањето во Топ тема. Јас денеска на Централниот одбор ја презентирам предлог програмата за да после тоа сите се вклучат во доработка. Оваа предлог програма доаѓа од стручните комисии на партијата и да тој процес заврши на 7 јуни со чисто програмски конгрес, на кој што конгрес таа програма треба да се усвои. При тоа на тој состанок на 7 јуни, на 6 јуни ќе претходи меѓународен состанок со сестринските партии од регионот, на кој што подпишуваме заедничка декларација за европска интеграција на регионот, борба против корупцијата и борба против авторитарните режими. Практично предизвици со кои што сите партии, сестрински, наши, социјалистички, социјалдемократски се соочуваат. Поранешниот директор на Македонски железници и инфраструктура Зоран Трифуновски е предложен за организацијски секретар на партијата. Централниот треба да ги потврди Андреј Жерновски за секретар за меѓународна соработка и Александар Давчевски за председател на градската организација Скопје, откако по поразот на локалните избори оставка си поднесе Ѓорѓи Галетановски. Според информации на Телма, за нови членови на Централниот одбор се предлагаат поранешниот подпредседател на Собранието од НСДП Иван Анастасовски, професор Рубин Земон, партиската портпаролка Богданка Кузеска, економистката Тања Илиовска, поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство Слободан Чокревски и градоначалничката на Македонска каменица Сонја Стаменковска. Во изминатиот период партијата ја тресати внатрешни потреси, откако дел од поранешните високи функционери како Јован Деспотовски и Петре Шилегов го критикуваа актуелното раководство по поразот на изборите. Шилегов побара оставка од Филипче. Партијата ги обвини дека одработуваат за актуелната власт, а тие возвратија со контраобвинувања дека сегашното раководство одработува за владата. СДСМ почна постапка за нивно исклучување од партијата, но Филипче рече дека тоа нема да биде во фокусот на Централниот одбор.